Благодарам, почитуван заместник председател, почитуван министър, почитувани колеги, почитувана македонска явност. Денес на дневен ред го имаме ребалансот за 2021 година, кој што го разгледувавме и на Комисијата за финансирање и буџет, каде што јасно и децидно беа поставени основите дека овој буџет ниту е развоен, односно овој ребаланс ниту е развоен, ниту има власта намера да ги алоцира соодветно финансиските средства онаму каде што ќе добиеме додадена вредност за сите овие инвестиции, односно истата крати на капитални расходи, а ги зголемува материјалните трошоци и сите други непродуктивни трошења. Меѓутоа, ако ги разгледаме генералните показатели кои што ги имаме, како што и сите го потенцира предходно моите колеги, загрижувачки се трендовите во кои се движи македонската економија, односно, ако констатираме дека во првиот квартал имаме пад на бруто домашниот производ за 2021 година, тоа не ни наговестува некоја светла иднина дека до крајот на годината ќе имаме некое подобрување, а сето ова се должи на долгорочните погрешни политики кои што ги води оваа влада. Зошто? Бидејќи со самото проектирање на буџетот за 2021 година, каде што укажувавме, каде што поднесувавме амандмани, да средствата се алоцираат соодветно онаму каде што ќе имаме додадена вредност и каде што истите ќе го подобрат живеењето на граѓаните. Ниту беа прифатени нашите сугестии, ниту се пристапи кон тоа. Резултат на ова е денешниот ребаланс на буџетот, кој што само за 6 месеци гледаме дека истиот бил вештачки направен со огромни средства и суми и зголемување, само да можат да бидат ставени во заблуда граѓаните кои што треба да ги користат средствата од овој буџет во однос на остварување на нивните права согласно законот и уставот. Како резултат на работата на ова парламентарно мнозинство и владата, имаме пад на бруто домашниот производ во второто тромесечие во 2020 година од 14,9%, за да во третото и четвртото соодветно имаме 3,3 со 0,7. Односно, ако забележувате, зборуваме само за пад на бруто домашниот производ. Никако да зборуваме за позитива. Иако, ако ги видиме компаративно одредени показатели, во Република Македонија имаме минус 1,9 во првиот квартал 2021 година, непосредно до нас. Во Србија имаме 1,6 плюс, односно во позитива, а во Турција имаме 6,7%. Тоа значи дека оправдувањата од типот дека пандемијата има влијание врз целокупната економија и сите показатели се должат единствено на пандемијата, односно негативните резултати кои што ги има ова влада, не држат место. Истото се покажува со тоа што ако пред 3 години, кога јавниот долг беше 47%, истата ова гарнитура и структура се самозапалуваше, се протестираше, ќе не снајдеше сценарио кога ќе немаше заплати и за пензии, а денес, само за 2,5 години, односно 3 години после тоа, почитувани граѓани, од 4,7 милиарди евра, колку што беше долгот на Република Македонија, сега е 7,1. Тоа значи зголемување од над 2,5 милиарди за неполни 3 години. Ова е показател дека единствено се задолжуваме и не инвестираме никаде каде што, повторно ќе повторам, ќе имаме развој на економијата, развој на вработувањето, односно пораст на вработувањата, а со тоа ќе имаме и додадена вредност во самиот буџет. Единствено функционираме на задолжување и на кредити.
за пръв път ги надминавме мастришките критериуми, кои што впрочем не се ни сомневам дека вие ниту ги почитувате, ниту ги почитувате, како што впрочем ништо од сите меѓународни договори не ги почитувате во однос на овој дел. Задолжувањето од 62% имаме во дадениот момент. Меѓутоа, за прв пат, јавниот долг ги надмина за дупло вкупните приходи кои што ги има Република Македонија. Загрижувачки показатели, кои што економистите го толкуваат како сериозен предзнак дека економијата ќе се движи во негативна насока. Уште позагрижувачки се проекциите на Светската банка, кои што прогнозираат дека Република Македонија во 2023 година јавниот долг ќе достигне до 65%. За да овој долг драстично порасне, односно во 2023 ќе дојде до 67,2%. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, ова е знак на незнаење за работење со финансии, односно соодветно алоцирање на соодветни показатели, соодветни сектори, каде што треба да имаме пораст на економијата. Ако го разгледаме детално ребалансот на буџетот, каде што во генерални црти ги проектирате вашите очекувања, велите дека реален раст на бруто домашниот производ ќе остане на 4,1%, стапката на инфлација ќе биде 2,1%. Ова ниту држи место, ниту некој од граѓаните може да го поверува, бидејќи знаеме дека инфлацијата ќе биде многу поголема од она што ја проектирате. Зошто? Бидејќи во реалниот сектор самите граѓани ја осеќаат оваа инфлација и основните продукти, како зејтинот, имаме пораст од 42%, односно истиот достигна цена од 95, односно 100 денари. Млекото имаме пораст од 15,5%. Инфлација. За да инфлацијата биде уште поголема, истото се случува и со брашното. Овие се основните продукти. Меѓутоа, на ова се додаваат и покачувањата на електричната енергија, кои што зад кулисно, преку намалување на ДДВ-то за само одреден рок, во моментот сакавте да ги изневелирате овие случувања и овие цени, да не предизборно ја покачите целосно, односно струјата е покачена, но е намалено ДДВ-то, граѓаните негативните ефекти ќе ги прочувствуваат наредниот јуни и 2023 целосно, каде што ќе имаме кумулативно 30% покачување на електричната енергија. Горивата се покачени само од акцизите кои што ги покачивте, кумулативно околу 14 денари, а дополнително најавувате покачување за уште 3,5 денари, со што? Со што? Истите околу 20 денари, почитувани граѓани, по литар гориво давате конкретно за овие неразумни политики на владата и на министерствата кои што ги водат. Жално е тоа што имаме пораст на цената на млекото како крајен производ, а сточарите откупната цена им е намалена. Односно е нерентабилно веќе производството на сурово млеко. Истите немаат земано 3 години субвенции. Истото се случува и со производителите на пченица и на пченка. Предвидувате зголемување на приходите од социјални придонеси. Односно се планирани во вкупен износ од 69.195 милиони денари, што представува 895 милиони денари повеќе. Односно се зголемени за 1,3 во однос на усвоениот буџет за 2021 година. Небулозата и контрадикторноста која што ја прикажувате во самите бројки се гледа од следниот заклучок. Предвидувате зголемување на социјалните придонеси од вработувања, а самите за 50% го намалувате процентот на предвидено зголемување на работните места. Како
можете ова да го објасните, со која економска логика со 50% намалување на проекциите за зголемување на бројот на вработените, односно порастот на вработени, вие предвидувате зголемување на придонесите од социјално и здравствено осигурување. Небулози кои што не сте ги внимавале и самите не можете ова да го објасните и навлегувате од една во друга грешка. Ако зборуваме за субвенционирање на земјоделците, се утврдува од самиот буџет, односно од самиот ребаланс, дека ниту сте ги планирале во буџетот, ниту сте имале средства. Ги лажевте денес, утре, задутре. Меѓутоа, почитувани земјоделци, прв пат во ребалансот се определуваат средства со кои што ќе ви се исплатат вашите субвенции кои што ви се со закон утврдени. Односно, во Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој имаме зголемување на планираниот буџет за сума од 3500 милиони денари повеќе или средствата се зголемени за 70%. Исто така, финансиска поддршка во земјоделството е зголемена за 2021 година. Тоа значи дека за прв пат се предвидуваат овие средства во овие ставки кои што ќе треба да ви бидат исплатени. Меѓутоа, ако се навратиме на сите критики кои што ги имаме од Европската унија и од сите меѓународни релевантни фактори, како од State Department-от, така и од сите други кои што не рангираат на 111 место по перцепција на корупција, како хибриден режим, како високо корумпирани високи функционери во владата, ние, внимавајте, за спроведување на правдата, односно владење на правото, имаме најмало учество. И вели вака: најмало учество во вкупните расходи по владини програми има јакнење на владењето на правото од 0,004%. Потоа се реформите во јавната администрација и регионалниот развој со учество од 1%. Тоа значи, почитувани, дека со не повеќе од 30.000 евра оваа влада ќе воведува владење на правото во Република Македонија. Односно, овде имаме две тези: или се е розово во државата, функционира правниот систем, се е како што треба согласно закон и устав, или второто е самата влада, односно самите носители на функции се уплашени дека се криминалци и дека вршат криминали и затоа ниту инвестираат во владење на правото, бидејќи доколку има владење на правото, самите согласно системот кој што е воспоставен, односно ќе се воспостави, ќе си бидат влезени внатре. Тоа се двете тези, а јас ви гарантирам дека станува збор за втората теза. Ниту знаат, ниту можат, односно се уплашени дека самите ќе бидат внесени во овие правосудни постапки кои што, впрочем, потврдувате и со следното: се додека нешто не ви одговара, таму намалувате. Конкретно во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. По одредени постапки, каде што се отворија одредени постапки за ваши високи функционери, веднаш пристапувате кон дисциплинирање на ова обвинителство, односно им го кратите буџетот за да бидат зависни повторно од извршната власт и од вас. Ова е стравот кој што го имате во самите себе и кој што сигурноста, односно несигурноста која постои кај вас, излегува на виделина. Уште еден сегмент каде што намалувате, а е исклучително важен за развојот и економскиот раст, е токму во Министерството за транспорт и врски, капиталните инвестиции, каде што истите ги намалувате за цели 593 милиони денари или 11,1% во однос на буџетот кој што беше усвоен пред само неколку месеци. Што значи ова? Ова значи дека ниту
сте ги испланирале соодветно инвестициите, ниту сте ги спровеле, а тоа го покажува и самиот степен на реализација. Конкретно, во железничка инфраструктура се бележи намалување од 28,4%, а во урбанизам и градежништво исто така намалувате 86,1 милион денари. Што значи ова? Ова значи дека градежната мафија ви е на врат. Должни сте кај градежната мафија, ве финансираат, ги перете парите преку нив и затоа истите сега ве контролираат. Истите не ви дозволуваат соодветно и правилно да се урбанизира, односно да се постават едни здрави основи на кои што понатаму ќе се донесуваат и генералните урбанистички планови, и деталните урбанистички планови, и сите други планови согласно кои се гради. Меѓутоа не можете, бидејќи сте должни кај нив, затоа ниту урбанизирате таму каде што треба, урбанизирате само по препорака и онаму каде што лоби групи ви наредуваат, односно ви даваат насоки каде треба да има профитирање од нивна страна, за да можете да потоа се финансирате и самата партија, а секако и вие. Сите ставки кои што ги гледаме, најмногу имаме зголемување во однос на распределбата на овој ребаланс. Токму можете да претпоставите каде, тоа е владата на Република Македонија. Внимавајте, доколку во другите сектори секаде намалувавте, имаме зголемување од цели 107,43% на расходите во влада на Република Македонија. 107, односно зголемување за повеќе од дупло за само 6 месеци во однос на трошењата на владата. И друго, соодветно место каде што ги зголемувате приходите е и Министерството за труд и социјална политика. Овде ги зголемувате средствата по однос на соодветни исплати кои што треба да се извршат, се зголемуваат за дополнителни 357 милиони денари. Ги зголемувате, меѓутоа ги зголемувате, знаете ли каде? На инвентар и ситни трошоци. Во Министерството за труд и социјална политика најмногу зголемување од 133% имаме во материјали и ситен инвентар. Потоа купување на опрема и машини дури 328% зголемување. Тоа значи дека средствата ги алоцирате онаму каде што можете да вршите јавни набавки, каде што можете да ги перете парите, односно перење на пари од буџетот на Република Македонија. Згора на сето ова, ниту имате исплатено помош и нега од друго лице за граѓаните кои што им е потребна на повеќе од 45.000 луѓе. Си поигрувате со судбината на 45.000 луѓе кои што повеќе од една година не можат да дојдат до термин за да остварат право на помош и нега од друго лице во соодветните комисии кои што се формирани во јавните здравствени установи, односно општите болници. Немаат термин граѓаните, чекаат по повеќе од една година. Ова е кредитирање на државата од страна на граѓаните. Овие граѓани или ја запоставуваат својата работа да се грижат за нивните најблиски, дали родители или деца, или најблиски од потесното семејство, или соодветно плаќаат на соодветно лице кое што ќе се грижи. На овие граѓани им е потребна оваа помош, истите плаќаат цела година, за да државата не им обезбеди ова основно право со тоа што за само една година ги зголемувате овие барања предизборно за 80%, од 25.000 на 45.000 за една година. Ова е класична злоупотреба на институциите предизборно, каде што сте ветувале се и се што. Затоа, како заклучок за овој ребаланс, ниту е развоен, ниту има економска логика и оправданост сите овие средства кои што ги предвидувате, само не задолжувате дополнително, каде што нашите идни генерации ќе ги враќаат овие ваши долгови,
кои што ги зголемивте драстично, а се очекува и во наредните години зголемување на јавниот долг, како што потенциравме до 67%. Ви благодарам. Благодарам. Реплика прати некој од Чаракчиев Коле, повеле.